сега за некој цар кој што си го загубило миленото луле и ја собрал неговата лична гарда и им кажал: лулето ми го нема, веројатно некој од моите најблиски ми го имат земено. Може би тоа да е личниот готвач, можно да е некој од советниците. Сакам да ги соберете сите нив, да ги затворете и да ги мачете, се додека некој од нив не признае кој ми го зел лулето. Тие нормално го послушале, но истиот ден попладнето царот, одејќи во купатилото, си бркнал во бањарката и ете ти го лулето таму. И тогаш се сетил дека всушност тој си го заборавил додека бил во купатилото. Побрзал да им каже на војниците на стражата да престанат да ги мачат, бидејќи си го нашол лулето, но еден од стражарите му рекол: касно е, царе, веќе сите признаа дека го нашле, дека го зеле. Сега, ова шега не води кон тоа да размислуваме како реагираме на неволите, на страдањето. Дали во неволите веднаш попуштаме, дали дозволуваме тие да не обликуваат, која е улогата на неволите? Давид во неговиот период на бегство искусуваше еден период на неволи. И уште повеќе што Давид во тој период немаше некаков греф заради кој што страдаше, не беше ова казна од Господа. И затоа тој е период во кој што можеби и ние кога минуваме низ такви моменти се прашуваме: зошто Боже? Зошто дозволуваш неволи? Не секојаш неволите имат цел да не казнат, понекојаш неволите имат друга улога. И затоа денеска ќе погледнеме не една, туку неколку причини зошто Бог дозволува неволи, особено кај праведниците, кај оние кои што знаеме дека се добри луѓе. Кога знаеме дека не сме погрешиле, а сепак ги искусуваме. И затоа ќе продолжиме од 23 глава па натаму и ќе читаме некои фрагменти, бидејќи реков станува збор за повеќе поглавја, не можеме да опфатиме се, но ќе читаме одредени делови. Ако ја читаме 23 глава, ќе забележиме еден интересен момент кај Давид, а тоа е дека Давид во овој период, додека беше во бегство, за сите негови особено поважни одлуки и постапки, тој се допрашуваше до Бога. И првото нешто што можеме да го извадиме како заклучок е дека неволите често пати ја продлабочуваат нашата врска со Бог. Знаете, кога човек е во неволја, многу полесно се сеќава да го бара Бога. Кога човек му е тешко, па и сите ние сме такви, нели, се приближуваме обично до Бог. Но многу зависи од тоа дали ќе дозволиме нашето срце да се огорчи, или ќе одлучиме и во такви моменти целосно да му веруваме на Бога. Ти можеш да се налутиш на Бог, да се огорчиш и да се оддалечиш, или можеш да кажеш: Господи, јас ти верувам и во овие моменти знам дека не си ме заборавил, и уште повеќе тоа да те приближи до Него. Давид го избра вториот пат. Тој избра да му верува на Бог целосно и затоа моментите на прогонство, моментите на бегство го приближија Давид уште повеќе до Бог. Некои сметаат дека Давид се оддалечил во тој период, но тоа воопшто не е вистина. Давид му веруваше до таа мера што за неговите одлуки тој се допрашуваше до него. И ако читаме во 23 глава, ќе сретнеме дури на 3 места е запишано како Давид во молитва се допрашува и го бара Бога. Еве читам уште на самиот почеток, вели: го известија Давид и рекоа: ете филистејците го напаѓаат Кејла. Кејла е град. И ги разграбуваат бумната. А Давид, вели, го запраша Господа велејки: да одам ли и да ги нападнам ли тие филистејци? И Господ му одговори на Давид: оди, ти ги нападнеш филистејците и ќе го спасиш Кејла. Ова е првиот случај каде што Давид се допрашува до Бога. Но ако читате понатаму, ќе видите дека неговата дружина
војската која што беше со него, тие некако не беа сигурни во ова нешто и вели, но тие му рекоа: еве ние сме тука во Страф, во Јудеа, и како сега ќе одиме во Кеила против филистејските групи. И читаме во 4 стих, вели: тогаш Давид пак го запраша Господа, а Господ му одговори и рече: стани, оди во Кеила, зашто јас ќе ти ги предадам филистејците во твоите раце. И тој го стори тоа нешто и ги победија филистејците, го спасија градот Кеила, ги ослободија жителите, ги заштитија од нападите на филистејците. И читаме тогаш во 10 стих Давид по трет пат се допрашува до Господа. Вели: кога Давид дозна дека Саул намислил лошо против него, му рече на свештеникот Аватар: донесете го ефодот Господов. И тогаш Давид рече: Господи Божи Израилев, твојот слуга слушна дека Саул сака да дојде во Кеила и да го уништи градот поради мене. Ќе ме предадат ли келците во раците негови? И ќе дојде ли тука Саул како што чу твојот слуга Господов? И Давид пак праша: ќе ме предадат ли келците мене и моите луѓе во Сауловите раце? И Господ одговори: ќе те предадат. И ово е трет случај. Затоа велам, она што мене овде ме фасцинира и прво нешто што е толку лесно забележливо е дека Давид продолжи да се допрашува до Господ. Продолжи да го бара лицето Господово. Моето прашање до сите вас, моето прашање до тебе лично е: кога се наоѓаш во тешка ситуација, кога ти е тешко, дали тогаш се разочаруваш од Бога и велиш: еве мене ми е тешко, Господ никаде го нема, ќе си терам по свое, или пак кога ти е тешко постапуваш како Давид, решуваш да го бараш лицето Господово и да се допрашуваш до него и понатаму во секоја една ситуација. Интересно е овде да се забележи дека Давид реши заедно со неговата дружина, со неговите војници, да кажам, реши да го ослободи Кеила од филистејците или да го заштити, а сепак читаме дека тие одлучија да го предадат на царот Саул. И ова е нешто за кое што ќе зборуваме малку подоцна, но за мене ова е навистина шокантно и веројатно на местото на Давид секој од нас би бил многу разочаран, би рекол, нели, па зошто јас да постапам вака кога се свртуваат против мене оние кои што јас ги бранам. Но за тоа нешто подоцна малку ќе зборуваме. Ова ми зборува и доста за карактерот на Давид, за кој што ќе разгледаме малку подоцна. Под ова можеме да заклучиме дека една од улогите на неволите е да не доближат до Бога, да ја продлабочат нашата врска со Бог. Да го продолжиме да читаме понатаму, ќе видиме дека неволите имаат уште една улога, а тоа е дека неволите го тестираат и градат нашиот карактер. Понекогаш тој карактер е тука, но треба да биде тестиран, но понекогаш тој карактер треба да биде оформен, да биде изграден, и тој најдобро се оформува за време на неволи. Пред недела време некаде бевме на ракополагање на пастор Роберт во Радовиш и таму зборуваше пастор Петар Петров и тој даде една многу силна порака, една многу продлабочена, да кажем, проповед. Зборуваше за скршеното срце или скршениот карактер човек и зборуваше за тоа дека Бог многу пати треба да не скрши за да може да не употреби. Темата му беше скршените садови. И колко е таа, да кажеме, вистина присутна за сите нас кои што сакаме да бидеме употребени од Бог. И додека не поминеме низ таа Божја машина на обликување, на скршеност, често пати ние знаеме да бидеме горди, арогантни, своеглави, непослушни, но кога Бог ќе не обликува низ неволите, кога ќе бидеме скршени, тогаш сме многу
да кажеме, подготвени да бидеме употребени од него. Дури и Филип Иванов во едно негово видео кое што скоро го беше објавил, тој изјавува вака. Вели, ако е целта да станам како Христос, тогаш тој пат нема да е прав, туку ќе биде исполнет со гори и со долини, и со ситуации во кои што ќе бидеш скршен, обликуван како глината во рацете на грмчар. Ние сите сакаме да бидеме како Христос, нели? Но ако сакаш да го одиш тој пат, Филип Иванов вели, тој пат често пати нема да е прав, него ќе биде со гори и со долини. Пат во кој што треба да бидеме кршени, да бидеме обликувани. И тоа се случуваше со цар Давид. И знаете ли што е интересно? Давид беше свесен за ова нешто. Знаете ли од каде знам? Тој го кажуваше тоа во неговите псалми. Слушнете што кажува Давид во псалмите. Читаме во Псалм 31, 12 стих вели: Јас бев заборавен во срцето, бев како покојник, станав скршен сад. Ако го читате насловот на овој псалм, на некој псалм има објаснување кога се пишувани. За овој псалм пишува дека Давид го пишувал за време на неговите неволи, кога Давид бил во бегство. И слушнете, Давид вели: Господе, јас станав како еден скршен сад. И токму тоа е била целта на Бог, да го направи Давид скршен сад, кој што ќе биде на располагање на него, да го обликува неговиот карактер. Во Псалм 34, 13 стих читаме нешто слично. Ако го читате насловот на овој псалм, исто така е објаснето, вели, овој псалм е напишан кога Давид се престори како безумен, кога пред царот Ахис, мислам дека беше, и се правеше на луд, нели, за да се спаси од ситуацијата. И овде, еве што напишал цар Давид, вели: Господ е близу до оние што се со скрушени срца и ги спасува оние што се со покајнички дух. Давид повторно ја објаснува состојбата на неговото срце и кажува дека во таквот период неговото срце беше скрушено, беше скршено и Бог изгради во него еден покајнички дух, еден смирен, понизен дух. Псалм 51, 17 стих ни зборува за истата состојба. Давид овде вели: жртвата пред Бог е скрушен дух, срце понизно и смирено, ти, Боже, не отврдуваш. Еве, сето ова се всушност состови за кои што Давид зборува во неговите псалми. И тој кажува дека овој период произвел кај него тој да има едно скршено, понизно срце, еден покајнички дух. И тоа можеме да го видиме дури и во неговите поведенија или изјави, особено кога Давид се среќаваше со Саул, и на два пати Давид имаше прилика да го убие Саул, цар Саул. Имаше прилика да му се одмазди, имаше прилика да му се освети, но Давид не ја искористи таа прилика. Читаме во ситуација во 24 глава, кога цар Саул беше во пештерата Ен Гат. И таму кажува дека кога цар Саул влезе внатре во пештерата за да се олесни, тука пишува за да клекне. Ние би рекле по наше, тој отиде там кај што царот оди пешки. Сам. Отиде човекот да се олесни, ама не знаеше дека во истата пештера таму се крие и Давид со неговата дружина. И сега замислете, вие сте таму во пештера, до вас доаѓа царот од тука да клекне, да се изврши нужда. И знаете што му рекоа неговите верни другари, неговата војска? Тие му рекоа: сега е шансата. Ете го денот, вели, за кој што говореше Господ. Јас ќе го предадам твојот непријател во рацете твои и ќе сториш со него онака како што ти е угодно.
Давид стана полека и ја пресече полата од Сауловата горна облека. Но потоа му стана мачно на срцето Давидово, поради тоа што ја пресече полата на Сауловата облека и им рече на луѓето своји: да не ми даде Господ да му го направам тоа на мојот Господар, да дигнам рака врз него, бидејќи тој е помазаник Господов. Давид само отсече дел од полата од облеката на царот Саул, но тој одлучи да не го убие. Ова ни зборува многу за карактерот на Давид. И ова се случи на два пати. Прв пат беше овде, втор пат во 26 глава, кога цар Давид беше во пустината Зив. Таму отиде Давид заедно со дел од неговите војници, отиде директно во шаторот, директно во логорот, додека сите спија, и тој го зеде копието на царот и дел од неговите садови, еден од неговите садови за вода. И повторно имаше прилика да го убие и не го стори тоа нешто. На два пати Давид одлучува да не се одмазди, одлучува да не се освети. И сега, тука гледам уште едно нешто. Кога читаме во 1 Самуилова 24 глава 15 стих, кога Давид му се обрека на Саул, погледнете кои зборови ги користи Давид за себе си. Во 15 стих Давид му вели на царот Саул: против кого излегол царот на Израел? Против кого си се растрчал? По мртво куче, по една болва. Давид себе си се споредува со мртво куче или со една обична болва. На сличен начин, во 26 глава 20 стих вели: ти си тргнал како некој кога гони еревица по планината. Давид овде не се возгордеа. Тој не кажа: ти знаеш ли кој сум јас? Знаеш ли против кој ти тргна? Па јас сум следниот цар што ќе бидам, јас сум помазаникот Господов. Мене ме помаза Самуил пророкот. Јас сум идниот цар, еј, ти свесен ли си? Но не, тој рече: јас сум обичен пес, јас сум една обична болва. Зошто си тргнал против мене? Давид го запази смирениот дух, понизното срце. И веројатно ова требаше да се случи во карактерот на Давид, и Бог го дозволи ова нешто со цел да го запази понизното срце на Давид. Бидејќи замислете Давид како младо момче уште на 20 години, ако веднаш ја зедеше царската позиција. Замислете ако тој веднаш се зацареше, веројатно неговото срце ќе се возгордееше многу лесно. Но Бог сакаше да го држи Давид понизен. Има ситуации во нашиот живот кога ти на некого не си му направил лошо, па сепак тој ти враќа со лошо. И има ситуации кога ти доаѓа да му се одмаздиш. Ситуации кога викаш: ќе ми падне он во рацете, ќе видам, ќе му вратам јас на него. Но ние гледаме дека Давид не постапи на таков начин. И гледаме дека нашиот Господ Исус исто така не поучува дека треба да се одмаздуваме. Ако читаме во Матеј 5 глава 44 стих, Исус вели: љубете ги вашите непријатели, молете се за оние кои што ве прогонуваат. Ова е тешка лекција. Лекција која што Давид требаше да ја научи уште на самиот почеток, а понекогаш ние ја учиме исто така во нашиот живот. И тука уште едно нешто интересно, а тоа е дека кога Давид имаше прилика да го убие цар Саул, неговата дружина, неговите најблиски му кажа: ова е денот за кој што Господ кажа, ќе ти го предадам непријателот во твоите раце. И некои теолози сметаат дека веројатно штом тие му цитираа такво нешто, Господ кажал дека ќе ти го предадам, веројатно тоа нешто ќе можеме да го најдеме запишано некаде. Можеби Давид го запишал во некој од неговите псалми, дека такво нешто Бог му открил. Но знаете што? Никаде не пишува за такво нешто. Никаде не пишува дека Бог му кажал, било преку некој пророк, или во псалмите запишува дека Бог ќе му го предаде и дека тој треба сега да се одмазди. Зошто кажам ова? Бидејќи понекогаш
луѓето ќе ни цитираат или понекогаш некоја прилика која ќе ни дојде, ние ќе сакаме да си ја толкуваме како прилика од Бог. Но не секоја прилика е од Бога. Ќе има прилики кои што ќе ни изгледаат толку некако природни и ќе си кажеме, ова мора да е од Бога, ова е денот што Господ мене ми го обезбеди. Ама не значи дека е од Бога. Едно младо момче, ако остане сама со некоја девојка, може ќе си каже, гледај сега како се случија нештата, мора да е од Бога, што јас и ти сме сами. Но не мора да е од Бога. Еден човек кој што има проблем со коцкањето, ако минува покрај некој касино и може би свели, нема да влезам. И замислете е наведно од главата надолу и пред него на земјата 1000 денара. И што ќе си рече? Ова е знак од Бога, ова е прилика. Сега сигурно Бог ми зборува, што ми ги даде овие 1000 денари, треба да влезам и да си ја пробам среќата. Сигурно Господ сака да се пробам, да си ги вратам парите. Но не е од Бога. Еден човек кој што има проблеми со пушењето и може би нема никакви цигари кај него дома и свели, нема да пушам. И во тој момент влегува некој негов пријател со пакло во рацете, со Малборо, ќе си рече, сигурно Господ ми го праќа. Но не секоја ситуација е од Бога. Дури ако ни одговара во моментот, може би, на нашите страсти, на нашите чувства. И во овој момент, приликата што му беше дадена на Давид да го убие цар Саул, може би одговараше на неговите телесни чувства. Еден дел од него може би посакуваше сега тука да ми е да може да го убијам. Ама тој знаеше дека не е исправно. Затоа немојте да мислите дека секоја прилика што одговара на вашите чувства дека е од Бога, што одговара на вашите емоции. Прииспитајте што Светото Писмо учи. Ако во ова прилика се запрашаме што би кажал нашиот Господ Исус, тој вели, љубете ги своите непријатели, молете се за оние што ве гонат. Има еден многу интересен пример на кој што налетав скоро, кој што ни зборува токму на оваа тема. Станува збор за доктор Дейвид Гибс Джуниор. Овој човек е христијанин и е познат предавач на христијански универзитети во Америка, истовремено и адвокат и основач на Христијанска асоциација за правото. И тој раскажува една случка во која што тој се нашол еднаш. Додека бил во некој хотел, открил дека во неговата соба, во неговото купатило нема вода. И се јавил на рецепција да каже, на негово изненадување рецепционерката му одговорила, да, знам дека нема вода. И човекот не дозволи таа да му објасне што е работата, изнервиран, како може да знае, а сепак ништо да не преземат. Тој почнал веднаш да ја вреди. Некако не бил во добро расположение и природно му дошло и почнал да ја кажува навреди и понавреди. Рекол, ти знаеш ли колку си глупава? Твојата мајка веројатно жали што те родила, па ти си толку смотана, па ти си ваква, па ти си онаква, па не знам зошто воопшто постоиш. И вели, навредите ми излекуваат течка, како река природно ми доаѓаат зборовите од устата. Во еден момент се запрел и видел дека има тишина од другата страна и прашал, се уште ли си на линија? И таа рекла, да, се уште сум на линија. Тој рекол, па добро, нема ли ништо што да кажеш? И жената рекла, па кога веќе ме прашувате, имам да ви кажам нешто. Тој рекол, ајде да слушнам. И таа рекла, јас вас ве познавам, знам дека вие сте христијански предавач на универзитетот на кој што јас одам и сакам да знаете дека јас вас многу ве почитувам, многу ве ценам, вие сте прекрасна личност и јас редовно ги слушам вашите предавања и дури издвојувам донации за вашата мисија. Човекот кој го слушнал ова нешто останал засрамен, пропаднал во земја. Веднаш се симнал доле на рецепција и се извинил. И рекол, јас многу жалам за зборовите што ти ги кажав. Јас толку лоши зборови употребив, а ти на мене ми кажа дека ме цениш, ме почитуваш, дека имаш високо мислење за мене. Година после овој настан, овој човек се случило да биде во нејзината црква, да биде гостин.
И доктор Гипс, додека бил таму, ја сретнал повторно неа, ја поздравил, но тоа го забележал и незиниот пастор. И тој подоцна му пришол и рекол: видел дека се сретна со ова нашата сестра, таа ми кажа дека сте се виделе пред година време во хотелот каде што таа работи. И човекот вели: јас кога го слушнав ова се смрзнат. Си помислил сега сигурно има изнакажено се за мене. И онака малце наивно рекола: и добро, и што ти кажа таа? И пасторот рекол: таа ми кажа дека многу те почитува и дека се моли редовно за тебе. Доктор Гипс пак онака од страна рекол: ништо ли друго не кажа? Тој рекол: ништо, само тоа. И тогаш доктор Гипс му раскажал што на вистина се случило. Рекол: јас кога бев таму, јас неа ја изнавреѓав и кажав лоши зборови, кажав за незината мајка дека толку глупа, што незината мајка треба да жали што ја родила и така натаму. И пасторот му рекол: а знаеш ли дека оваа сестра воопшто не знае која е мајка? Таа всушност кога била родена, родителите ја оставиле во некој контењер. И вели таа е најдена таму и е однесена во сиропиталиште. И до ден денеска таа не знае кои се родители, па сепак таа е благодарна на Бог за нејзиниот живот. Таа никогаш не сме слушнале да се жали и никогаш не кажала за некого нешто лошо. Кога го слушнал ова нешто, доктор Гипс тој рекол: јас сакам да го имам нејзиното срце. Сакам да бидам како неа. И сега, замислете, Давид беше во една слична ситуација. Гледате, оваа жена, таа примила на себе си еден куп навреди, примила на себе си еден куп лоши зборови, едно лошо однесување, па сепак таа не вратила со лошо. Таа на овој човек му возвратила со добри зборови. Таа рекла: јас вас ве почитувам и јас се молам за вас. Давид беше во ситуација каде што цар Саул редовно го напаѓаше и тој сепак не врати со зло. И ние ќе се најдеме многу пати во една ваква ситуација, можеби како оваа сестра, кога ќе ни бидат упатени на куп навреди, кога на нас ќе ни се случат негативни нешта. И ти треба да одлучиш дали ќе вратиш со лошо. Или ќе го имаш овој карактер како Давид и ќе одлучиш на твоите непријатели да не им враќаш со лошо и да се молиш за нив. Давид овде го помина овој тест, иако верувам дека не е лесно. Ние како луѓе, многу пати да бидеме искрени, иако се нарекуваме христијани, многу пати сме толку нежни што е доволно еден лош збор да ни кажат и ние повеќе не сакаме да ја погледнеме таа личност. Ние ако имаме приликата како цар Давид, веројатно би можеле и ног да му забиеме. Затоа што толку ни е тешко да простиме, а не пак да продолжиме да правиме добро. Но Давид го помина овој тест. И затоа, ако некојаш минувате низ ваква ситуација, поставите си го прашањето: Боже, дали сакаш да ме научиш нешто? Може би сакаш да го изградиш мојот карактер. Може би сакаш да го оформиш, да ме научиш да враќам добро на оние кои што кон мене се однесуваат со лошо. Иако веќе зборуваме во ова насока, јас некако случајно открив уште едно нешто за Давид, кое што се повторува повеќе пати поред. И сакам да ви го предочам тоа нешто, бидејќи неволите понекогаш сушност помагаат да се открие нашето срце. Какво е нашето срце? И што навистина носиме во него? Од самиот почеток, уште додека Давид беше младо момче, уште во првата ситуација кога Давид се соочи со Голијат, ќе видиме дека Давид на повеќе наврати имаше можност да прави добро, а доброто му се враќаше со лошо. И ова е нешто кое што тешко кој би можел да продолжи да го прави. Погледнете, првата ситуација, доваѓа Голијат пред целата војска Израелева, пред целиот израелев народ и вели: јас сум избран како предизвикувач. Кој ќе излезе да се бори со мене, ако ме победи, ние ќе ви бидеме сите робови.
но ако јас победам, вие ќе ми бидете робови. Значи, целата Израилева војска, целиот народ. Давид излезе и победи. Кога Давид победи, со тоа нешто тој го спаси целиот народ и целата Израилева војска им направи услуга да не бидат робови. Замислете ако вие бевте еден од тие војници, вие си речете, хвала ти Боже што Давид победи, инаку сега робови ќе бидеме. Па сепак таа војска, која што Давид ја спаси да не бидат робови, таа војска подоцна го прогонуваше него. Таа војска Саул ги праќаше редовно да одат да го гонат заедно со неговата дружина и ако го фатат да го убият. Понатаму читаме дека Давид во 1 Самуилова 23 глава ви спомнам за тоа нешто. Давид имаше прилика да ги ослободи жителите на градот Кеила од филистејците. Знаете, ако читате овде во контекстот жителите на градот Кеила, тие има сушност жетва и сите нивни приноси кои што ги собира требаше да бидат ограбени од филистејците. Тие ќе умреа од глад. Но со тоа што Давид со неговата војска ги одбранија, тие го ослободија градот и ги спасија нив, ги заштитија нивните приноси, ги спасија од глад. Па сепак читаме подоцна дека тие беа спремни да го предадат на Саула. Можете ли ова да си го замислите? Пред само неколку дена Давид ве ослободил од непријателот, а вие го предавате на царот Саул. Може би сака со тоа нешто да му се допаднат на царот, не знам што и да е. Но си викате, ако вие бевте на местото на Давид, си викате, па добро, вреди ли да правам добро? Погледни сега, ти ги заштитуваш, јас си го ризикувам својот живот, дури излегов од криење, а сега кога отидов да ги спасам нив, тие ме предадува на царот. Читаме понатаму дека на два пати Давид го поштеди исто така и цар Саул. Првиот пат во пештерата кога беше, тој му го поштеди животот и што се случи? Како благодарност на тоа нешто, цар Саул продолжи да го гони. Цар Саул следниот пат кога разбра каде е Давид, тој сакаше повторно да отиде и да го убие. И вториот пат пак го поштеди и цар Саул повторно продолжи да го гони. Но ова не е се. Ако читате во 25-та глава, тука има една друга интересна случка. Тука станува збор за еден човек кој име Навал. Јас имам проповедано за овој човек. За овој човек пишува дека бил многу богат и имал многу стока. И често пати војската на Давид заедно со него, тие биле на тие ридови, на тие места каде што пасела стоката на Навал. И со тоа нешто тие се однесувале заштитнички кон неговата стока, кон неговите овчари, неговите слуги. Но во една прилика кога разбрале дека прави гоштевка Навал, дека тој ги стриже своите овци, дека ќе има вечерва гозба, Давид испратил да праша дали може и за неговите луѓе да обезбеди нешто храна. Навал се однесол дрско, тој рекол, кој е па тој избегам слуга од некој господар, јас за него да се грижам. И еве читаме што кажуваат самите слуги на Навал, 25 глава, 14 стих. Вели, но еден од слугите и јави на Авигеја, жената на Навал, велејки, ете Давид испрати од пустината известувачи да го поздрават нашиот господар, но тој се однесе кон нив грубо. А тие многу пати беа добри кон нас, не навредуваа и ништо не се изгуби кај нас за сето време додека одевме со нив и додека бевме во полето. Тие беа за нас како дзит и дење и ноќе за сето време додека ги пасевме стадата близу до нив. Значи, овие слуги кажуваат Давид и неговата војска се однесуваа заштитнички кон Навал, кон неговата стока, кон неговите овци и што и да беше. А наместо тоа, тој доби груб однос. Наместо благодарност, тој доби навреди. Ова беше само уште една од многуте ситуации во кои што Давид правеше добро, а му се враќаше со лошо.
А да ве прашам, да бевте на вие на местото на Давид, ќе продолжевте ли да правите добро? Живееме во свет, каде што правењето добро не се цени. Но слично, како и во времето на Давид, Давид прави добро, му се врача с лошо. Го ослободува градот Кейла, тие го предаваат на царот, го накодушуваат, го спасува цар Саул, го поштедува, тој испраќа војска да го убие. Ги штити овците на Навал, Навал му враќа со награди. И си велите, вреде ли да правам добро? Често пати ја губите волјата да бидете добар во свет во кој што лошото напредува, во кој што доброто не се цени. И ќе ви кажам, многу пати јас сум во искушение, особено кога сум помогнал на некој, сум направил добро, а ми се вратило обратно, јас сум во искушение да дигна враци и да кажам, па веќе, Горан, нема да бидеш добар веќе. Живеј си за тебе, што те гајле, престани да правиш добро. Но тоа не е оно за кое што сме повикани. Скоро гледав еден филм, во кој што еден негативец, еден супер злобен човек, филмот беше со супергерои, и знаете, там каде што има супергерои, има и супер злобници. Но овие злобници се ептен злобници. Тие се луѓе кои што и во овој филм беше представен таков човекот, кој што нема воопшто проблем да измачува, да убива, да прави геноциди, да смислува планови со кои што ќе го уништи целиот свет. И во една прилика, овој злобник беше запрашан од една жена. Добро, зошто го правиш сето ово? Зошто вршиш зло? И неговиот одговор беше многу едноставен, но и многу шокирачки. Знаете што одговори тој? Затоа што можам. Зошто правиш зло? Затоа што можам. Или ние би рекле, затоа што ми се може. Можам и го правам. Нема кој да ми сопре, можам и ќе го правам. Ние би се рекле, па, за тоа е вистинска причина да правиш зло. Но јас кога малку размислив, реков, ако тоа е одговорот на луѓето што прават зло, правам зло затоа што можам, зар не би требало тоа да е одговорот и на нас кои што правиме добро? Ако некој ме запраша мене, добро, зошто правиш добро? Јас би требало да кажам, затоа што можам. Можам и ќе го правам. Дали си размислувал за тоа нешто? Ти можеш да правиш добро. И ако можеш, треба да го правиш. Без разлика дали луѓето ќе го ценат. Без разлика дали луѓето ќе ти враќаат со добро. Без разлика дали ти имаш корист или не. Ние не правиме добро затоа што имаме корист. Ние правиме добро затоа што тоа е во нашата природа. Јас правам добро затоа што можам. Исто како што злиот прави зло затоа што може. Тоа е во неговата природа. Тој е одбрал да прави зло затоа што може. Јас сум одбрал да правам добро затоа што можем. И затоа не би требало мене, оние кои што се неблагодарни, да ме спречат да продолжам да правам добро. Јас знам зошто го правам. Го правам затоа што можем. Исус на едно место кажуваше, одете и правете добро на оние што не можат да ви вратат. Ако правиме добро само на тие што ни враќаат, која е користа? Исус рече, правете добро на тие што не можат да ви вратат. Поканете ги тие што не можат вас да ве поканат на гозба. Дадете им на тие што не можат да ви дадат. Затоа ова е уште една лекција за нас. Но нека бидат ова лекциите кои што ќе ни помогнат и на нас кога сме во една ваква ситуација како Давид. Зошто служат неволите? Тие служат за да не доближат до Бога, служат да го обликуваат нашиот карактер, да не стават на тест, служат за да го покажат нашето срце. Дали навистина јас сум човек кој што одлучил да прави добро, без разлика на се. Амин.